Ете, дојде тој момент, уште рано утринава ви го најави Игор Киров, директно од светските, најголемите светски сцени овде ова утро и во нашето студио. Игор, добро утро. Добро утро и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. И морам да кажам дека ми е драго после колку време, значи после 30 години. Да, со оглед на твоето реноме, јас би морала, не треба, морала да ти персирам. Не. Ама многу мене природно некако толку време се знаеме, Да. така да знаат гледачите, затоа сме на ти. Да те прашам прво како си? Добро. Види, секојаш кога сум дома, јас сум секојаш добро. Да. А секојаш кога сум со своите, каде да си во било кое време, што би рекла Каролина, најубаво е да си дома. Дома си е дома. Да, дома си е дома, со своите, со луѓето кои што ги сакам, со луѓето со кои што ги знам, со пријатели, така да, фала на прашање, добро. Како си ти? Ово тоа не ме ни прашал некој одамна, ќе ми треба многу време да размислам па да ти одговорам. Подобро тоа треба се одговори благодарам добро, ама ако земам стварно ти кажам, отиде емисијата. Игор, вака сега, ќе ми помореш малку и околу најавата и твое дефинирање. Со оглед на тоа што нема некој од Македонија што не те знае. Првенствено те запознавме како танчер, балетан. Многу брзо стана и кореограф. Во меѓувреме си и професор. Да. Во меѓувреме станав и директор. И директор на, и тоа ни помалку ни повеќе туку на Сплитскиот театар. Затоа, накусо речено, кој е Игор? Како да те подпишеме? Моментално Игор Киров е само кореограф. Моментално. Само кореограф, затоа што сите други титули се ствари кои што ги правам, да бидеш директор е преодна форма. Не е нешто што е вечно, а кореограф можеш да, или педагог, например, можеш да, се додека ме служи телото, мозокот, умот ја можам да. Играч веќе не можам да бидам, затоа што сум малтене 50 години и не си една рокна употреба. Пак играш подобро од многу други. Па добро, затоа што се држам. Види, кога си кореограф на некој начин е потешко, затоа што кога си танчер ти имаш одредена доза на информација кои ги примаш. И тоа е тоа. Кога кореограф ти можеш, например, ако работиш со 20, 30, 50 луѓе, ти мораш на секој да обратиш пажње, на секој да се посветиш или евентуално, мислам, да покажеш ствари. Еднашка, два пати, три пати, некојаш и по 10 пати. Со самото покажување ти си веќе во форма, затоа што пократ ко пократ, а кај мене сите мои кореографии се покажани од мене. Значи, јас до сега не сум дозволил да моја кореографија биде импровизирана или нешто can you do something, него се додека ме служи телото, додека можам, јас ќе покажам. Сега нормално ќе стигне граница во животот каде што нема да можам да сум подвижен, тогаш моите асистенти ќе го работат тоа што го работам ја. Откако ти ќе ги спремиш Да. и обучи. Ќе ти искористам малку за корисни совети за секој еден од нас. Ова што велиш во форма, телото те држи, постојано си активен, не мируваш. И овде, и по светот. Не знам, јас воопшто планот како го правиш, камоли се постигнуваш физички. Како постигнуваш? Штом се сака, се прави како мене вака. Па, кога си ја сакаш својата професија и кога 100% живееш за својата професија и работиш со љубов, а тоа го правам веќе малтене 30 години, така да ништо не е тешко, некош нормално постојат моменти кога ќе се залепат неколку продукции или неколку патувања, тогаш најде да биде малку потешко, или кога иде на пример интерконтинентални патувања, временски зони, сето тоа, но се пак е тоа мислам само тоа ментално додека се прилагодиш, инаку пак ќе кажам, ништо не ми е тешко, мислам нарочито не ми е тешко во својата професија затоа што ја сакам. Живеам за мојата професија, творам со неја, така да не, уопште немам проблем со тоа. Околу разговоров, сосема некако логично ми беше, или дали сме веќе во таа фаза кога сакаме да се навраќаме на минатото, да започнеме твоите почетоци, ти рече не. Да почнеме од новото. Доволно ме знаат луѓето. Ама ме интересира, од која причина? Дали дека пречесто имаш зборувано, дали може би ти самиот не сакаш да се наваќаш на твоите почетоци, или пак едноставно сакаш само напред да гледаш?
Вака, мислам дека македонската јавност доволно знае. добро, да, доволно знае кој сум, што сум, кај сум тргнал. Сега се замисли во секој интервју ако треба да се навраќам дека јас играв на Маквес, дека јас играв во Ребис, дека луѓето ме памтат од тоа. Но луѓето кога ќе ме сретнат на улица или во театар ме прашуваат кога ќе гледаме твоја представа. Те гледавме на телевизија и драго ми е. Луѓето кога ќе ме сретнат во авион, еве сега кога се враќав, доаѓаат и честитат затоа што тие луѓе што ме пратат по Facebook или по Instagram ги следат моите настапи, представи, патувања, така да едноставно публиката го знае моето минато, зборам за таа публика што е свесна и кој што знае, кој што со кој што јас сум пораснал, децата дали знаат, тоа е веќе друга прича, затоа што сепак една временска граница постои. Има нови генерации, така на кои што твојата животна приказна би им била и то како мотивација и инспирација. А твојата животна приказна е како некој филм. Така, јас сум убедена дека тогаш не си верувал дека ќе стигнеш толку далеко. Не, само знаев дека сакав да играм. Тоа ми беше првенствено, се сакав да играм и тоа е тоа. Без разлика што заврши ветерина, без разлика што не се запишав на време во балетска школа, јас знаев дека сакам да играм. И играњето ме доведе до таму каде што сум сега. Значи, кога, пак ќе кажам, кога си ја сакаш својата професија, кога живееш за својата професија, иако почнав касно, ја почнав на 18. Кога си добар во твојата професија, односно и то како добар? Добар, проблем, не проблем, јас имав среќа што имав предиспозиции. Да ги немав предиспозициите, можеби... Ке ти беше мачење се. Да. Но, ја имав таа среќа, сите тие некои ствари кои што луѓето, мислам, кои што играчите се трудат со години да работат на турнаут, на скок, на еластичност. Јас тоа бев природно такав. Така да, јас морав да работам на други ствари на моето тело, така да, едноставно таа комбинација од мојот природен талент и техниката која што требав да ја добијам, некако идеше на брз начин се споја заедно, за да ја, со брзи чекор успеам да завршам академијата, да се доедуцирам, прво да се доедуцирам тука во Скопје во МБУЦ, да се запишам на академијата, да завршам академија, да одиграм 18 сезони, а во меѓувреме да постанам кореограф, во меѓувреме да ја завршам кариерата на мои 38 години, со 18 годишно искуство, со 10 компании, со повеќе од 50 кореографии, со патување малтане, ајде да кажам, низ цел свет, освен Австралија и Нов Зеланд. Таму не сум стигнал за сега. Има време, чекај. Да, така да во меѓувреме да ми се понуди да бидам директор на балетот на Хрватското народно казалиште во Сплит. 5 години успешна кариера као директор. Фати короната, сите замрвме. Здравје Боже, еве, пак колку 3 години после тоа ми заврши мандатот и сега моментално отворам како кореограф. И во секој слободно време јас го користам да бидам да мојата едукација, мислам да моето знаење го пренесам на тие помлади генерации во Македонија, еве, во Љубљана и на другите места каде што предавам. Последното нешто, значи постојано рековме имаш наставни ангажмани, но последното крупно, да речеме, грандиозно дело е премиерата што имаше во Германија. Да. Прометеус. Прометеус, да. По што е толку значајна за тебе? Прометеус значено е затоа што не многу кореографи си имат нафатено да го направат тоа дело. Бетовен има напишано едно балетско дело. На музика на Бетовен, да потенцираме, значи, да. Едно балетско дело и една опера, Фиделио и Прометеус, или The Creatures of Prometheus, вика представата. Направена е пред 2 века. Не постојат снимки ни слики од тоа што било направено тоа време. Од мое знаење, 2 кореографи, една во Германија и една кореографкиња во Прага, го имат поставено. И јас сум де факто третиот кореограф кој што од мое знаење, од мој ресерч што направив. И некако ми беше предизвик затоа што музиката на Бетовен е фантастична. Го знаеме, сите тие мелодии, ритмички, ups and downs, стопирања, градирања, ми беше предизвик самата музика, но и самото дело како Прометеус од глина го украл пламенот од Зеус, the Eternal Flame, ги направил мажот и жената, ги одвел од планина, на другата планина
каде што сите богови, музи, фауни ги научиле да пеат, играат, сакат, се борат, се заљубуваат самите во себе и доаѓа тај happy end. Предизвик затоа што идеше со симфонискиот оркестар, не со обичен оркестар, со симфонискиот оркестар, затоа што нели годачките инструменти на Бетовен се многу мокни и многу добро изгледа кога многу добро звучи кога ќе се дублираат, така да представата беше веќе спремна, мислам, во Германија ти мора да работиш година дена претходно. И ментално, и психички, и сценографија, и костимографија, така да ми беше предизвик поради затоа што после 2019 пак се врати во Германија, 19 беше последната премиера таму, еве сега 25-та повторно, така да еден голем предизвик, музички, кореографски, стилски, да на таа публика, на тие играчи, првенствено играчите да дадам предизвик, да го направат тоа што јас го барам и да публиката ужива во саат и 15 минути од представата која што постоеше и ми беше драго што публиката... Да, како реагираш со оглед на тоа што велиш дека јас мислам дали отидоа материјалите, ако не отида ќе замолам од режа да пуштаат материјали. Со оглед на тоа што не рече дека не е толку поставувана таа представа, што значи и за публиката било нешто ново, како реагираше? Јас ќе кажам само едно, кога германската публика ќе ти даде 10 минути стоечки овации, што друго да кажам, што друго би и да кажам, јас мислам дека е залудно, така да сите критики кои што излегоа, ги имаше 5-6 мислам од нив, беа во моја полза или во одушевување. Пак ќе кажам, 10 минути на аплауз, публиката задоволна, ја морам да го следам музичката поддршка подлога на тоа што Бетовен го има напишано, така да секој покрет беше во музика, секоја нота беше преточена во танц, а танцот беше преточен во емоции, направени од либретото кој што беше поставено. Така да задоволен, да, дали веќе почнавме да разговори, да, веќе почнавме разговори за 27-ма, затоа што 26-та ми веќе некако полна, али 27-ма да се вратам во истиот театар и да направам нешто друго. Добро, до тогаш ќе ни гостуваш, па да ни кажеш што ќе биде тоа друго, но исто имаш еден друг голем значаен настан и за него малку би сакала да прокоментираме, а тоа е дека токму тебе ти беше дадена задачата по повод 100 години од постоење на балетот на Народно позориште у Београд. Ќе започнам од тоа како таму, сакам да кажам, во соседна Србија се одлучија еден настан кој што како значаен за нив, да го дадат на, еве, да не кажам еден македонец, на еден странец, еве, така да речеме, да. Па, вака, одближувањето на 100 години од Белградскиот балет или балетот на Народно позориште во Белград започна пред година дена претходно. Со тоа што бев поканат од страна на уметничкиот директор Ана Павловиќ, да идејата и беше да направиме, нели, во тоа време била Југославија, да ни даде можност да не повика јас како македонец, колешка моја хрватка и српски кореограф да на стари југословенски балети ги обновиме во едно ново урување, едно ново видување. Така да тука започна првата наша соработа, каде што мојата представа музика на Станојло Рајчиć, поема, беше успешно поставена со многу добри критики и после таа прва успешница, де факто, јас веќе ја добив понудата да и го направам српското национално дело, кој што србите доста се поносни и горди на тоа, зборам за Бановиќ Страхиња, поема кој што и ден денеска се изучува, и ден денеска, тоа е како кај нас Бели мугри, или Ленка, или Тешкото, или така натаму и така натаму, за кој што србите се доста поносни. Ми беше стварно чест што, ја направив избран, да ми беше чест стварно да соработувам со таа куќа втор пат или после првата успешница, представа во која што учествуваа 52 играчи, представа која што имаше 100 костими, представа која што идеше каде што
како се вика, традиционалните инструменти, музиката беше специјално напишана за тоа, беа носени од страна, затоа што нели секој оркестар, национален оркестар ги нема тие традиционални инструменти, така да идеше во живо со музика која што беше претопени со доста етно мотиви кои што и што се блиски до нашиот крај, затоа што Бановиќ Страхња, неговата приказна се дешава на Косово, за Косово, околу Косово, така да, а Косово не е тука, така да некако јас сами од себе се пронајдов во сето тоа, затоа што претходно го имав работено Дервишот и смртта, кој што тематски не е исто, али и во тоа подневие за времето кога турците биле на Балканот, така да некако тие теми ми се блиски и со задоволство го прифатив тој предизвик да ја направам таа представа и пак ќе кажам, по тоа што критиките рекол, по тоа што публиката го кажа, беа продадени, значи на премиерата беа ставени 4 представи. Сите представи беа продадени, а немаше простор од оркестрот да се додаде екстра представа. Така да решивме да генералната проба биде пуштена во продажба за да можат луѓето кои што бара карти да додете да гледат. Можност да ја видат воопшто. Игор, ова се најнови. И представата, by the way, представата беше прогласена за најдобра представа во изминатата година. Не by the way, туку и тоа како значајно е, да. Од сите театри во Белград, а знаеме колку театри во Белград има, балетската представа Бановиќ Страхња беше прогласена за представа на годината. Вау. Така да, исто ми беше драго, че се задоволство дека те после успешната представа, наградата за најдобра представа си го покажа тоа дека тоа што сум го направил било вредно. Си го правдало своето постоење и твоето учество. Се обидов вака да набројам уште некои од твоите настани, ангажмани, премиери. Толков беше списокот што мислам немаше шанси да го прочитам, камали тука да го пренесам. Неблагодарно те прашувам кои ти се назнајчени, затоа што со секој од нив си живеел, но ќе те прашам нешто што можеби малку постручно, што јас секако не би, како лаик не би умела да го препознам, но добрите познавачи и на балетот, на балетската сцена, на твоето дело, велат дека последните твои представи се разликуваат од претходно се што си работел. Па сега на што се должи тоа? Дали зависи, да речеме, од самата музика? Еве, претходно го спомена Бетовен. Дали зависи можеби од компанијата што те ангажира? Или пак можеби одредена фаза, да речеме, од твоето творење? Па мислам дека е... И дали е точно тоа дека се разликува? Да, се разликува. Вака, сите ние, како уметник, ти мораш да се надградуваш, мораш да растеш со своите дела. Не да тапкаш во место, така. Така да исто, кога ќе промениш тим, прво, нели, секојаш ние работиме со тим со работници, од сценографија, костимографија, асистент. Секоја компанија си има своји карактеристики. Представата во Германија беше работено со еден тим на луѓе. Представата во Белград тематски беше работено со друг тим на луѓе. А првата представа во Белград исто беше работена тотално со различни, иако беше во истата компанија, но сепак беше работена и стилски, сакав да направам и стилски, да се препознава од останатите две кореографии. Представата во Русија беше исто, така да некако мислам дека можеби затоа што претходно творев 5 години во Хрватска и го имав створено тај круг. Да, тој ми е костимограф, тој ми е сценограф, таа е тематиката, јас бев различен, но го имав тај некој подпис мој, кој што и ден денеска постои, но кога ќе почнеш да работиш со различни соработници околу тебе, добиваш различна инспирација. Пример, Прометеус е Бетовен, Бановиќ Страхиња е етно, Поема е класика од 41-а, значи таа нека модерна класика која што во тоа време постоела за време на Југославија. Представата во Словенија претходна година беше пример направена со модерни играчи. А во Германија беше направена со модерни играчи кои што имаат добра доста класика позади себе. Во Белград беше со класични играчи. Така да компанијата зависи, тимот зависи, зависи исто која тема ја обработуваш. Така да мислам дека и кога ќе ги ставиш и кога ќе погледам што сум направил, нормално сакав да секоја нова представа биде различна. Јас да се надградам, затоа што ако не се надградуваш како уметник,
Најлесно е да пренесеш нешто, пример што прават некои мои колеги, денеска сум во Белград, ќе направам тај иста представа, ќе префрлам во Copy-paste. така, copy-paste. Така да јас секогаш викам додека моето тело ме држи, јас нема да пренесувам представи, него ќе ги правам. Затоа што ми инспирација секоја компанија, секој играч ми се инспирација. Кога ќе дојде време дека нема повеќе да можам да бидам толку активен физички, тогаш ќе се трудам да старите представи ги пренесувам. А до тогаш секоја нова представа, секоја нова компанија ми е нова инспирација. Го спомена подписот. Сега, повторно, значи, со оглед на тоа што нашата емисија ја гледаат луѓе кои што можеби немаат апсолутно никаква доперна точка со балетот, па секогаш е добро малку да се educираме. Кога твојот подпис би го претолчил во зборови, каков би бил тој? Тешко оди? Тешко, да. Тешко оди, значи. Што е она што е најавтентично за тебе, како ти би сакал, еве, критичарите да речеме те наречат, а и народот да те препознае? Јас сум лиричен кореограф, кореограф кој што е доста, кој што самото тело е доста поврзано, значи се е сврзано, се е слеано, се е органски кај мене. Значи кога ќе ме видиш како се движам, еве, имаше могуćност во сабота да ме видиш за време на моите предавања како моето тело функционира. Да. А тоа се преточува. Си догледаме, вака занемевме сите. А тоа се преточува во моите кореографии. Некогаш знам да бидам помодерно, некогаш знам да бидам покласичен, но сепак внатре се гледа кога ќе ме видиш или кога знаеш како јас играв или играм или се движам, одма се препознава дека тоа сум јас. Така да, лиричност, органски покрети и слеаност. Ајде, малку бидејќи самиот ми го спомена твојот ангажман во Државниот македонски училишен балетен центар Илија Николовски Луидолк, наслов додека го споменеме. Работилница, семинар, предавања, не знам точно како би го нарекол, како и да е контакт со идните балетани и балерини, така? Да. Што е многу несебично од твоја страна, затоа што реално и не мораш да го правиш тоа ако не сакаш, така? Колку си ти задоволен од она што го виде? Имаме ли таленти? Да. Вака, ќе се наврат. Значи, јас веќе со години, кога имам слободно време, кога сум тука, имаме таа соработка со балетскиот одел при МБУЦ и секојаш ми е драго да моето знаење го пренесам на тие млади, надежни, нашите идни балетски модерни танчи. И ним тоа им значи и тоа како верувам. Секојаш ми е драго, можеби пак ќе кажам кој ако не ние кои што сме излезени на страна, затоа што сите знаеме дека финансиски тоа школа не може да донесе стварно да носиш професори од страна и да ги плаќаш по нивните тарифи, тоа е mission impossible, затоа што системот нашиот систем не функционира на тај начин. Мене секојаш ми е драго кога ќе сум тука, стварно да се посветам, да дадам стварно колку што можам да и го пренесам тоа што јас го знам, моето искуство на нив. А верувам тоа што го видов во изминатата недела и што го гледав од претходната година. Јас ги следам од година во година. Значи еднашка годишно се дешава тоа, се гледа желбата, се гледа талентот, се гледа инволвираноста, размислувањето на тоа, зошто се со мене, што представуваат моите вежби, моите комбинации за нив. И се надевам дека еве после завршување на тој семинар дека дека студентите ќе го пренесат, затоа што тоа што го работам со класичарите е потребно, затоа што таа координација нив многу е потребно, тоа пренесување на тело нив многу е потребно. И обратно кога ќе работам со модерниот оддел дека таа класична поставеност на телото, без разлика што јас не предавам класика, што ја не сум класичен играч никогаш бил, сепак е важно тоа што таа поставеност, начин на движење, како да го искористат просторот, како да го искористат самата сцена, затоа што сите од нив утре ќе излезат на сцена. Така да ние како педагози, како професори се трудиме да освен самата техника, која што е многу важна, е тоа како да кажем, како се движат, на кој начин го искористуваат своето тело на таа сцена. Затоа што е многу важно да си свесен со своето тело и кога ќе излезеш на таа сцена,
да видиш, да луѓето те видат дека ти постоиш, без разлика дали си на мала или на голема сцена, дека ти постоиш, дека ти екзистираш, дека ти играш. Најважно е за тие млади генерации да играат. Што би рекла Пина Бауш, dance, dance, or we all lost. Би се навратила на тоа што ми спомена дека и обични минувачи те прашуваат кога ќе гледаме нешто твое овде. Кога последен пат имаш поставено представа во Македонија? 2016. Тоа е Сега сме 10 години скоро. Да прашам зошто? Зошто толку ретко? Па не зависи вака. Доста луѓе како да го објаснам сето тоа. Па имаше дирекција во тогашната македонска опера и балет, после преименувана во национална опера и балет, не знам чива национална, ако не е македонска. Едноставно мислам дека моите кореографи или јас како кореограф, тоа е моје, значи претпоставка, може би они си има друг изговор на сето, тоа не беа доволно добри да бидат задржани на репертоарот на македонската опера и балет тогаш, или јас како кореограф не бев доволно добар во нивните големи видици, стандарди како треба да изгледа таа институција, така да на почетокот се трудев, не ми беше sejedno, но потоа реков да сум јас жив и здрав, јас творам, јас креирам, ја функционирам на страна, и едноставно се помирив со тоа дека јас нема да функционирам повеќе во таа куќа. Но, и тоа е тоа. сменија ли работите? Дали има нешто во Па еве, план, во иднина? Здравје Боже, еве со новата дирекција или со новиот директор на балетот, почнавме разговори. Одлично. Зашто ми е драго, така да доколку се биде како што треба, еве во размах од 10 години, Здравје Боже, 26-та би требало да поставам представа во македонската опера и балет. Што смее да се знае за таа представа од сега? Па, еве. Ништо? Нема, може да се знае. Идејата ми, ја веќе одамна носам идејата во мене. Ќе се навратам на претходно, после Бановиќ Страхиња, после Дервишите смртта, тематиката, времето, не носи не до наше национално дело, за кое што веќе со години го имам инспирација да го направам, да го поставам. Тоа е македонска крвава свадба. Да се направи во танцова форма. Каде што мислам дека е временски добро погодено, 26-та со 35 години од независност на нашата земја, да македонската опера и балет добие едно национално дело, каде што целокупниот тим ќе биде наш и заеднички ќе се потрудиме да направиме една успешна представа за која што Здравје Боже би требало да остане на репертоарот на таа куќа со годините што доаѓаат пред нас. Одлично, завршивме со оваа информација, корисна за сите љубители на балетот, особено почитувачи на твоето дело. Игор, многу ти благодарам што ми гостуваше ова утро и се надам дека повторно ќе се видиме, така? Благодарам на поканата и да, Здравје Боже, се надам дека ќе се гледаме само за добри ствари. Секојаш кога сум во Македонија се трудам ваша телевизија да ги пренесам сите мои новитети. Така да, новитети допрва ќе има. Здравје Боже, 25-та е полна, веќе распродадена и 26-та веќе со новите представи, така да сигурен сум дека ќе со секој мој ново доаѓање во Македонија секојаш ќе се потрудно ги споделам с моите убави информации со вас и со сите гледачи на вашата телевизија. Ти благодарам многу. Благодарам многу. Беше тоа Игор Киров ово утро овде во нашето студио.